Горан Милосов е новиот претседател на управниот одбор на градскиот фудбалски клуб Осогово, за што едногласна поддршка му дадоа присутните на вонредното годишно собрание, што го организираше ад-хок телото, кое досега работеше со клубот. Покрај него во раководството влегува и Оливер Досевски како подпредседател, Симеончо Стоиков како генерален секретар и Кристијан Димитриев кој е негов заменик. Горан Теодосиевски е избран за спортски директор, Зоран Тодоров за координатор на младинските категории, Витомир Алексов и Мартин Кировски се комесар, односно заменик комесар за безбедност, а Горан Стојановски ќе ги извршува правните работи. На годишното собрание присутните дадоа едногласна поддршка на предлогот шеф на стручен штаб да биде Крсте Крстев, а ќе му помагаат Дејан Манчевски и Александар Андов, кој ќе биде тренер на голманите. На состанокот беше констатирано дека состојбата во Осогово е тешка и потребни се сериозни мерки за да се зачува второлигашкиот статус, а пред присутните беше представен и планот за работа на новиот претседател, како и проектот за формирање на така наречен Клуб 50, преку кој треба да се обезбеди финансирањето. Главна задача, како што истакнаме тука на вореното собрание, опстанок во втора лига, средување малку на младинските категории, па за натаму ке борба за подобри резултати, подобра работа, подобри услови се. Клуб 50 ќе сноси најголем дел од збирање на финансиските средства со анимација на повише приватни фирми, така како е замислено роднини, пријатели, другари што имат свој бизнис да го помагат фудбалскиот клуб Осогово. Грубите пресметки на новото раководство на Осогово покажале дека за да се заврши овогодишната сезона, на клубот му се неопходни околу 700 до 800.000 денари, а минималната потребна сума за едно првенство не е под 3 милиони денари. На вонредното годишно собрание беше речено дека се преговарало со 5 фудбалери кои дале согласност да го засилат играчкиот кадар за пролетниот дел. Исто така ќе биде ангажирана и компанија за маркетинг, а представникот на навивачката група рече дека во пролетниот дел на трибините ќе се вратат и сејмените. Меѓу другото, на состанокот се разгледуваа и можностите за известно средување на стадионот, како и за враќање на публиката и на имиџот на клубот.